Улицата Дане Трајков како најголем проблем кој се провлекуваше со децении. За граѓаните кои што живеат во овој дел на градот, наскоро ќе добие нов изглед, односно ќе биде асфалтирана. Механизацијата на фирмата изведувач Очтип активно работи и веќе се поставени водоводната, атмосферската и канализационата мрежа и улицата е во фаза на тампонирање. По сите претпоставки, истата треба да биде асфалтирана за околу една недела. Граѓаните од петата местна заедница задоволни што конечно ќе добијат една современа и широка улица како булевар, која ќе го олесни движењето на жителите и возилата. Улицата Дане Трајков долги години беше поставувана и како советничко прашање на седниците на Совет на општина Радовиш, но досега не беше најдено решение за решавање на овој проблем. Со асфалтирањето на оваа улица, конечно граѓаните ќе можат да се движат по асфалт. Оваа улица е дел од капиталниот проект на општина Радовиш, во кој влегуваат уште неколку улици во градот и населените места. Целокупната инвестиција е вредна околу 500.000 евра. Како дел од овој проект, веќе е асфалтирана и улицата во село Јаргулица, која представува една од најголемите улици во општината со должина од околу 1300 метри. Жителите од ова населено место повеќе од задоволни од оваа инвестиција на општина Радовиш. Убаво, нели за народот убаво, нека прави. Задоволни сме. Добра изградбата, работи се. Добродојдени асфалто, пречекани сите работници, што да кажеме друго. Изненадени сме од градоначалникот многу. Добро, убаво. Кракот на улицата Коџа Баир во должина од околу 300 метри, долгогодишен проблем на граѓаните во овој дел на Радовиш, целосно беше поплочен со бекатон плочки. Оваа мала уличка доста значена за граѓаните, долги години представуваше проблем како за пешаците, така и за возилата, посебно во зимниот период. Ние 20 години живееме тука, у кал, у камена, у долове. А сега сме многу срекни, бидејќи на Советот на општина Радовиш, благодарение на градоначалникот Сашко Николов, многу сме срекни што излезе за оваа улица за Коџа Баир. Иста таква улица беше изградена и во село Сулдурци и кракот на улица Калузлиска, за што беа издвоени дополнителни 3 милиони денари средства од општина Радовиш.